Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Православните верници денес го празнуваат споменот на светиот Кирил Лешочки. Во Лешочкиот манастир во негова чест беше отслужена света литургија. Денес секторот за внатрешни работи Тетово со делење флаери на граѓани во центарот на Тетово ја започна кампањата МВР за граѓаните, заедница, доверба, одговорност. По ковид пандемијата зголемен е бројот на срцеви удари, покажуваат анализите на македонските кардиолози, но и на европските и светски здруженија. Православните верници денес го празнуваат споменот на светиот Кирил Лешочки. Во Лешочкиот манастир беше отслужена света литургија, прво литургиско чествување од неговата канонизација. Се одржа првата црковна литургија по повод празникот посветен на свети Кирил Лешочки, чие чествување започнува од оваа година. Откако во октомври лани беше извршена канонизација на Кирил Печиновиќ, кој беше прогласен за светец. Со светата архиерејска литургија во храмот Свети Атанаси во Тетовски Лешок, чино началствува архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф и архиереите на Македонската православна црква. Да се стремиме кон живот кој е достоен да се нарече човечки, кон живот по кој преподобниот Кирил ќе не препознае како своји вистински наследници и духовни едномисленици. А од запазувањето на верата, возлюбени, зависи запазувањето на целокупниот наш народен, културен и јазичен бит. Преподобниот Кирил и со своите слова и со својот живот ни покажува дека со искрено и истрајно боголюбие, со вистински христијански етос се преобразува целиот етнос. Неговите преродбенички напори во доменот на писменоста извираат од севкупното предание на црквата и нивната цел секогаш е најзначајната средбата на човекот со самата светлина на светот, средба со Словото Божјо, па затоа секогаш молитвено да му се обраќаме на светиот Кирил Тетоец, а неговите просветителски напори да ги почитуваме, неговите поуки да ги препрочитуваме, неговиот светол христијански живот да го подражаваме. Ако тоа го правиме, ќе ја исполниме свети Климентовата и негова порака да бидеме христијани по животот и делата, а не само по името. Само така ќе се удостоиме радосно со денешниот славеник да извикаме: ја видовме вистинската светлина. На прославата на денешниот празник присуствува голем број верници. Празникот е голем и значаен е, затоа и народ има доста овде. Па да кажем, ова е убавино, да се слави за вечето, веки векова и тоа е. Друго што да кажем, убавино е, пролет, се најубаво. Кирил Печиновиќ Тетоец е многу значаен културен деец во нашата историја. Тој бил просветител, преродбеник, писател, исцелител. Тоа е суштинското. Првиот кој што низ цела Македонија ги прошетал сите цркви и манастири и ги собирал прашливите стари книги и ракописи, ги однел во Марковиот манастир, каде што создал една импозантна бројка на книги, кои подоцна 816 година ги донел овде во Лешок и продолжи да ја збогатува таа библиотека која што
за жал е разграбена. Одлуката преподобниот игумен Кирил Печиновиќ Лешочки да се прогласи за светец, Светиот архиерејски синод на МПЦ ја донел проучувајќи го животниот пат и пастирскиот подвиг, како и чудата што се случуваат по неговите молитви и непрестано почитување на православниот народ. За датум на негова прослава е определен 25 март. Денес секторот за внатрешни работи Тетово со делење флаери на граѓани во центарот на Тетово ја започна кампањата МВР за граѓаните, заедница доверба одговорност. Целта на кампањата е граѓаните одблиску да се запознаат со улогата на полицијата во заедницата. Министерството за внатрешни работи со 8 сектори во државата денеска со делење едукативни флаери на граѓаните ја започна кампањата МВР за граѓаните, заедница доверба одговорност. Едукативен материјал беше поделен и на граѓани во центарот на Тетово. Едукативните флаери содржат информации за работата на полицијата, но и каква е нејзината улога во воспоставувањето ред и безбедност во општеството. Впрочем, што е и целта на кампањата граѓаните одблиску да се запознаат со функцијата на оваа институција. Граѓаните денес ќе добијат информации и за механизмите за контрола на полициското работење од натрешна и надворешна природа и карактер, кои се исклучително значајни за вкупниот кредибилитет на полицијата и Министерството за внатрешни работи во остварувањето на нивните задачи и за јакнење на меѓусебната доверба, а ќе бидат информирани исто така и со бројните активности кои секторот за внатрешни работи Тетово ги спроведува во соработка со локалните совети за превенција, советодавните групи на граѓани и други институции во заедниците. На овие средби денес овде во Тетово и на 1 април во Гостивар, граѓаните исто така ќе можат да се информираат и за целите на полициското работење, почнувајќи од одржувањето на јавниот ред и мир преку разните форми на криминал, па се до подигнување на сообраќајна свест и култура, заштита на уставниот поредок, доследно спроведување на законската регулатива и посебно заштита на уставно загарантираните права и слободи на граѓаните, односно на секој поединец посебно, без разлика на неговата политичка, етничка, социјална и друга припадност. Од СВР Тетово информираат дека во изминативе години се реализирани бројни превентивно-едукативни проекти. Посебно би сакал да истакнам дека на иницијатива на секторот за внатрешни работи Тетово изминативе години беа реализирани бројни превентивно-информативни и едукативни проекти, чиј носител беше одсекот за превенција, а кои резултираа со позитивни бенефити, односно со намалување на вкупниот криминалитет на ова подрачје, посебно последниве неколку години. Кампањата МВР за граѓаните, заедница доверба одговорност, започна денеска, а ќе продолжи во следните 4 викенди низ поголем дел од градовите во државата. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во интервју за Радио Слободна Европа зборува за промената на регистарските таблички на возилата која треба да се случи најдоцна до февруари 2024 година и дали како опција се размислува за налепници со ознаката НМК на веќе постоечките таблички. Имаме ние формирано веќе работна група во Министерството за внатрешни работи кој што работи токму на овој аспект. Бидејќи разговаравме со министерот за транспорт и врски, имаме комуникација преку Министерството за транспорт и врски со Макам Транс, заради тоа што промената подразбира и промена во делот на документацијата на дозволите и така натаму. И за мене секако е најважно што може да се помогне за граѓаните, за сите. Знаеме дека врската е до наредната година да бидат променени табличките, како што прочеме и со документите. И ние мислам дека за многу кратко време ќе имаме решение кое што би било поволно за граѓаните во делот на промената на регистарските таблички. Јас така барем се надевам и очекувам, со тоа што од друга страна ќе мора да се стават и норми на строги казни за сите оние кои што
нема да го почитуваат тоа како решение. Значи, мора да направиме една комбинација која што ќе биде од интерес на граѓаните, меѓутоа и да имаме и сериозна одговорност во тоа. Така да Значи граѓаните да не брзаат со промена на табличките. Така да и налепниците се една од опциите, меѓутоа која ќе се донесе одлуката и решението ќе ги соопштиме на граѓаните. Секако дека на нас ни е најважно да бидат задоволни граѓаните. По ковид пандемијата зголемен е бројот на срцеви удари, покажуваат анализите на македонските кардиолози, но и на европските и светски здруженија. Срцевите удари се зголемија за 3 пати повеќе од пред пандемијата, вели во интервју за МИА доктор Сашко Николов. Пандемијата кога почна, сите ние мислевме дека е вирусно заболување, односно мислевме, тоа е вирусно заболување, тоа е дека е респираторно вирусно заболување, дека ги напаѓа белите дробови. Како што одминуваше пандемијата, свативме дека самиот ковид вирус влегува преку респираторните патишта, меѓутоа цел на напад му се мускулните оддел на крвните садови. И он прави инфламација на крвните садови, кои што понатаму предизвикуваат масивни пневмонии со тромбемболии, со инфаркти и така натаму. Така да ние сега влегуваме во еден пост-ковид период каде што кардиолозите, за жал ќе кажам, заради тоа што ќе се зголеми, веќе се зголемува многу работата и ќе се зголеми уште повеќе работата, каде што ние конкретно ќе имаме се поголем број на пациенти кои што ќе имаат васкуларни заболувања. Не само срцеви, збориме и на аорта, збориме и на долни екстремитети на нозе, на раце, на мозок. Голема е бројката и кај невролозите. Поготово кај популацијата од 25 години па нагоре, мозочни удари кај млади луѓе. Тоа е резултат на, повторно ќе кажам, ковид инфекција врз крвните садови. Многу често нели викаме поминав ковид, ама немав симптоми. Ти си поминал ковид, немаш симптоми, меѓутоа антигенот од ковидот веќе е закотвен во крвниот сад. Прашање на време кога тоа ќе почне да прави воспаление и реакција и ќе направи задебелување, пукање на плака во крвниот сад и на крајот инфаркт. Така да оваа ковид инфекција направи една состојба на светското здравство да сватиме колку ние не знаеме за новите болести што ни доваѓа, заради тоа што новите болести се комбинација од заболувања, комбинација на вируси кои што напаѓаат повеќе системи истовремено. Протоколите за лекување на пандемијата се менуваат за на крајот да сватиме дека сега уствари се главниот напад на ковид вирусот беа крвните садови на човечкото тело и за жал невролозите, кардиолозите, васкуларците, па на крај и диабетолозите, на сите медицински гранки веќе бројот на прегледи, интервенција тројно зголемен од пред пандемијата. Македонија на Украина ќе ги донира своите 12 Ми-24 хеликоптери, најави министерката за одбрана Славјанка Петровска гостувајќи во емисијата 360 степени. Посочи дека анализата на Генералштабот за тоа дали земјава може да ги донира хеликоптерите Ми-24 е завршена и дека на следната владина седница ќе биде доставен предлогот за донесување на одлука со која Македонија ќе донира 12 хеликоптери на Украина. Во следната седница на влада, која според најавите ќе се одржи во среда, ќе предложам донесување на одлука со која Република Северна Македонија ќе ги донира 12 хеликоптери на Република Украина. Борбени хеликоптери кои ние ги имаме во дел од нашата опрема. Тоа е руска практично, руско производство, набавени од Украина. Од Украина во 2001 година, инаку производството на тие хеликоптери е 84 година, значи во 80-тите години се произведени и тоа се борбени хеликоптери. За жал на голем дел од нив уште во 2015 година им се истечени ресурсите, односно не се користат заради недостатоци или од резервни делови или било каков друг тип недостатоци. Зборам еден дел. Некои од нив се модернизирани, 2 од нив, меѓутоа таа модернизација била приспособена на тие услови тогаш и апсолутно не соодействува со она што се потреби сега, па дури ако сакаме да зборуваме за развој на технологиите. Тогаш што полза ќе има од нив Украина?
Тие се борбени хеликоптери кои што согласно поборувањата на украинската страна им се потребни при изведување на различен вид на вежби, операции, односно она што сега значи кај нив борба на терен, така што со оглед на тоа дека ние согласно нашите планови, она што е најбитно и што беше важно и во однесењето на претходните одлуки и сега и што всушност е дел од анализата која е доставена, е дека тие согласно нашиот стратешки одбранбен преглед, одбранбен план, не се предвидени да постојат веќе во формацијата на армијата. Со трансформацијата која што е дел од нашето трансформирање, практично тие веќе нема да бидат составен дел и од тие причини се проценува дека се непотребни. Во над 190 држави денеска се одржува акцијата Час на планетата Земја 2023 година, кога од 20:30 часот локално време на 1 час ќе се изгаснат светилките, што е најголемата светска кампања посветена на нашата планета. Во над 190 држави денеска се одржува акцијата Час на планетата Земја 2023, кога од 20 часот и 30 минути по локално време на 1 час ќе се изгаснат светилките, што ја прави најголема светска кампања посветена на нашата планета. Секоја последна сабота во март со исклучување на светлата во 20 часот и 30 минути. Светскиот фонд за природата ја спроведува оваа акција веќе 16 години. Со исклучување на светлата во повеќе од 190 држави и територии во светот. Со овој символичен гест се испраќа порака дека се грижиме за планетата која е нашиот дом милиони години. Воедно се врти вниманието за катастрофата што ја носат климатските промени. Часот на планетата Земја започна како настан за гаснење на светлата во Сиднеј во 2007 година. А во следните години огромен број земји ја прифатија иницијативата меѓу кои Северна Македонија и од тогаш прерасна во најголемото глобално движење за животната средина. Оваа година учесниците се охрабруваа да ја надминат символичната акција за исклучување на светлата и да вложат повеќе напори во учење, повторно поврзување и помагање во обновувањето на нашата животна средина. Светскиот фонд за природата ги охрабрува сите повеќе да прочитаат за загубата на биолошката разновидност, минување мирно време во природа, собирање отпадоци или садење дрвја, односно да не се ограничуваме само на гаснење на светлата. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте и имајте пријатен викенд.